Добро вечер. Во продолжение минути за најновите информации од културата. Оркестарот на Македонската филхармонија одржа 2 концерти за деца со наслов "Имате ли ритам?" преку организирана училишна посета. Диригент е маестро Виктор Митревски, а аниматор миленикот на младата публика актерот Мартин Јордановски, кој ги воведе децата во тајните на ритамот и неговата разновидност. Децата уживаа во композиции од класичната и од модерната музика, дела од Смокварски, Калифе, Андерсон, Штраус. Оркестарот на Македонската филхармонија во четвртокот и петокот одржи 2 концерти за деца со наслов "Имате ли ритам?" преку организирана училишна посета. Македонската филхармонија со овој концерт детски "Имате ли ритам" е прв концерт за оваа година, 26-та, и овие концерти, морам да кажам, на Македонската филхармонија, кои се наменети исклучиво за дечиња, се многу барани и картите се продадени веќе однапред, и со овој на овој начин Македонска филхармонија негува нова публика која ќе во иднина ќе се навикне и ќе продолжи да доаѓа на нашите класични концерти. Голем акцент е даден на ударните инструменти, со тоа да се поттикне вештината и моториката на дечињата, така да ќе имаме и 4 дечиња на сцена кои ќе изведат една композиција, пеејќи и удирајќи со чашки. Сакам да ја искористам приликата и да го најавам наредниот детски концерт кој ќе биде 14 и 15 март, каде што премиерно ќе се изведи делото Итар Пео. Диригент беше маестро Виктор Митревски, а аниматор беше миленикот на младата публика, актерот Мартин Јордановски, кој ги воведе децата во тајните на ритамот и неговата разновидност. Денес имаме доста интересна разновидна програма, значи бидејќи концертот се вика "Имаш ли ритам?", сите дела се базирани на ритам, затоа има, како што може да видите, толку многу ударни инструменти, што значи започнуваме со едно француско дело од Рамо, барокно дело. Од Франција се селиме во Либан, потоа од Либан Куба, Мамбо, од Бенштајн, потоа во Шпанија, шпански танци де фаља, така да децата ќе имат можност да слушнат класична музика од сите краеви од светот. Директорот на Македонски народен театар Никола Кимовски заедно со еминентниот режисер Дејан Пројковски престојуваат во официјална посета на Унгарија по повод потпишувањето меморандум за соработка со еден од најголемите и најзначајните театри во Европа, Националниот театар Будимпешта. Во рамките на оваа соработка двете институции ќе организираат заеднички настапи, размена на уметнички тимови, учества на фестивали, како и други културни настани, што ќе го збогатат театарскиот живот во двете земји. Меморандумот има за цел да ја зајакне меѓународната размена и да ја промовира уметноста и културата на двете земји. Посебен акцент е ставен на поддршката на млади театарски уметници. По самостојните излагања во Австрија, Италија и Франција, охридскиот уметник Сашо Блажевски минатата година ја заокружи со самостојна изложба во родниот Охрид. Изложбата содржеше 12 дела во различни техники, една инсталација и едно видео. Изложбата ја посети нашата дописничка од Охрид Росица Голабовска. Охридскиот уметник Сашо Блажевски, кој за себе вели дека со боите и платната посериозно почнал да се занимава од 2017 година, изложувајќи ги своите дела надвор од границите на нашата држава, изминатата година ја заокружи со изложба во родниот Охрид. После самостојните излагања во Австрија, Франција и Италија, почувствував потреба, вели тој, да представам дел од моите досега неизложени дела од најновите циклуси во Охрид, но овој пат во еден неконвенционален експериментален простор во Касарна Хаб. Одзивот и интересот на публиката го окуражи и тој повторно размислува во запуштениот простор да му даде сосема поинаква содржина. Моите дела представуваат едно така наречено истражување на културолошките и психолошките проблеми кои се одвиваат денес. Можам да кажам дека тие се битка помеѓу хаосот и потрагата по мир, потрагата по
по собствен мир и избегнување на хаотичното секојдневие. Последната изложба содржеше 12 дела изработени во комбинирани техники, една инсталација и едно кратко видео, а тематиката ги соедини делата од неговите последни изложби, двете во Париз, во Грац и последната во Венеција. Освен тоа имаме и една инсталација, таа се вика TikTok, исто така кажува за нашето секојдневие, односно имаме човек кој е легнат со својот телефон во рака и е врзан заедно со својот кревет за TikTok. Односно од 2019 година, можда и порано, ние живееме во некоја малку поинаква реалност. Таа реалност е, како што кажав, со оверлоуд од информации, значи секојдневно сме ние фатени со информации, дури немаме човекот денес нема ни простор, ни место да размислува со својот мозок. Ваквиот тип на изложби ја предизвикуваат јавноста да размислува за својот идентитет и значењето на нивните најинтимни искуства, вели Блажевски. Инаку тој е роден во 1980 година во Охрид, каде живее и работи. Дипломирал во 2006 година на Универзитетот за ликовни уметности во Букурешт, Романија, како еден од најдобрите студенти на графички одсек. Зад себе има реализирано 16 самостојни изложби во Македонија и во странство, а има учествувано на бројни групни изложби во Австрија, Германија, Романија, Шведска, Јапонија, САД, Канада, Италија, Бугарија. Неговите дела се наоѓаат во приватни збирки во Норвешка, Романија, Германија, Франција, Италија, Австрија и Австралија. Она што посакувам, вели и Охрид, да има центар за современа уметност кој ќе привлекува не само домашни, туку и странски уметници. Тоа е се што ви подготвивме за ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.